Во Кавадарци во водите на реката Луда Мара, прв крст од годинава го фати Дарко Недев, 17 годишен од Кавадарци. Градоначалникот Митко Јанчев од име на локалната самоуправа му подари телевизор, а Зегин пригоден подарок. Сите 20 млади колку учествуваа во фаќањето на крстот годинава на водици добија бањарки. Во изјавата за јавноста Дарко рече дека имал голема желба и таа еве конечно му се остварила. Еве ја изјавата и на градоначалникот Јанчев. Прв пат се мавам и многу сум среќен што го фатив ова година и сите други години ќе се трудам да го фатам и ќе се мавам редовно. Голем поздрав до сите, до моите родители и до сите други. Голем поздрав до Лозар Исток и до браќето Чкембари. Убав верски празник, денеска Бог се јави, одбележуваме Христовото крштение, така да благовението е еден голем символ за нашата христијанска православна вера и со ова вече ја светуваме и водите и нашето крштевење на самата вера, така да се надевам дека ова година не биде беречетна, плодна. Му честитам на јунакот за учеството и за среќето што го фати крстот и на сите други останати кои што учествуваа во самата символика на фаќањето на крстот. Инаку начинот на осветувањето на водите на реката во Кавадарци му претходеа богојавленски литургии во двете цркви, Света Димитрија и Света Параскева Петка, пошто двете литии тргнаа низ улиците на градот, дојдоа до мостот на реката, каде од пред неколку години се врши водосветот и потопувањето на крстот. И годинава имаше многу народ, што беше карактеристика за овој ден и во изминатите години. Богојавленска служба се одржи во црквата Света Богородица во Баташа, а потоа свештеници отслужија служба и ги осветија водите на Моклишкото езеро. Годинава рекина возила и народ можеше да забележиме овде, и старо и младо, многу луѓе присуствуваа на чинот на фрлањето на крстот во Моклишкото езеро, по кој годинава скокнаа 5 ваташани. Прв до крстот дојде Иван Добринов, инаку оженет, жител на село Ваташа, повеќе години пливал по крстот, но годинава среќата му се насмеала, па така среќен рече дека в година нема да плива бидејќи Господ сакал годинава да го фати крстот, со што е задоволен. Еве ја неговата изјава и изјавата на градоначалникот Митко Јанчев, кој од име на локалната самоуправа му подари телевизор и бањарки за сите надпреварувачи. 7 година поред се фрлам по крстот, прв пат оваа година го фаќам и повеќе среќа од година за помладите, му оставам предност, доста беше за мене, здравје, среќа, успех и се најдобро. Еве сега сме Ваташа на Моклишката брана, така да овде традиционално секоја година исто се фрла крстот, учествуваат претежно луѓе од Ваташа и од градот, така да чувството е убаво, има надпреварувачи, еве момче кој ќе го фати 7 година поред трипа, така да сега прв пат имала среќа и многу ми е мило и задоволство, така да имаат здравје, сите, среќа, успех. Сепак Ваташа е посебен дел од Кавадарци и мислам дека за тоа го правиме вака дека. На Тиквешкото езеро и на други води во Тиквешијата годинава се организираше водосвет на кој присуствуваа многу граѓани. Регионалната телевизиска куќа РТК.МК вршеше директен пренос од фаќањето на крстот во Кавадарци.